Господине Битики, ќе почнеме од оно што не е точката на дневен ред, која што и вие го зборувавте. Сега гледам зашто слабо ве пуштаат по медиуми, тоа е затоа што и слабо го разбирате државниот апарат, односно вашата улога колку е суштинска како вице-премиер за контрола на односно координација на економските ресори. Вие едноставно претпоставам дека сте работеле во приватен сектор и не знам како сте работеле таму, но државниот апарат мислам дека ви треба можеби повеќе време да го научите. Тоа е едно. Второ, јас не ви кажав дека вие сте клептомани, јас ви кажав дека вие ги представувате клептоманите. При тоа ви направив анкета, кај што секоја втора фирма на анкета на странска организација вика дека е рекетирана од страна на извршната власт. А вие, почитувам Битики, сте втор човек во таа извршна власт. Јас, господине Битики, не велам дека и не тврдам дека сте клептомани. Ама америчка амбасада ви вика дека корупцијата ви е рак рана на општеството и дека е зголемена. Европска унија ви вика дека има корупција. Опозиција од собрание не може да краде пари. Вие располагате со парите, не вие лично, но вашите пријатели, каде сте вие втор човек, се клептомани. Цела Европа, цел свет знае дека Македонија ја водат клептомани. И не треба тоа лично да си го сваќате. Ако вие имате одговорност према овие поразителни бројки, кои што не доаѓаат од опозицијата, понесете си оставка и кажете да, јас верувам на нашите западни партнери дека оваа држава водат клептомани. Не знам кој збор да го употребам, ако речам апаши, може уште толку ќе се изнервирате, ама е клептомани. Корупција. Тоа у секој извештај стои. И не знам зашто толку време посветивте на тоа. Вас не ве спомнав, ама вие представувате владата. Тема која што не е поврзана с точката, сакавте да извртите, е дека јас сум рекол дека македонски шуми ја подигнале цената за 2 пати. Господине Битики, не го дорови кажав. Проверете кој е ръководител на Скопската подружница. Зошто нема дрва и по која цена се продаваат дрвата на другите што ги продаваат? По цена двојно поголема од ланската. И тоа проверете го, па потоа дискутирајте. Зборувате за цени замрзнати. Господине Битики, бидејќи јас следам економија, во 2021 година цените почнаа да растат во август, 40 денови пред да почне инфлацијата во еврозоната, а вие ги замрзнавте во декември. И сако ве болат тие факти и тие аргументи, тоа е друго 20. Не јас, не опозицијата. Народна банка ви кажува дека околу 60% е увезена инфлација од страна на ЕУ, а 40% е домашна неспособност. Зошто ве болат тие факти? Не се од мене. Јас не зборам паушално и не зборувам лични мислења. Ако сакам да кажам лично мислење, кажувам што ми е перцепција. Ама ова се бројки, не се од мене измислени тие бројки. Понатаму. Она кое што е многу вака исто така симптоматично и кое што пробавте да го извртите, господине Битики, јас ве прашав многу често и многу одговорно: господине Битики, дали имаме план? Што ако некој реактор у Битола се расипе? Вие ја извртивте работата дека ќе се расипе, па одговорно е, господине Битики, да дадете сценарија овдека. Имаме сценарио едно тие цени, сценарио друго тие цени, виша сила ако има некоја хаварија тие цени. Боси сте, немате ништо. Купи ден, продај сте. И затоа ве прашав, имате ли сценарија? Па рек Битола секоја година нешто му се случува. Еве вчера ви заврна дожд, багерот го заборавија внатре. И сега багерот не мога да копа 5 дена. Јас само ве прашав. По поглед на тоа дека имало криминали во рек Битола. Господине Битики, јас ви верувам. Значи, не го зборам ово со луцидност. Јас ви верувам. Ама ве прашувам и следново. Господине Битики, колку бе кривични пријави има? Колку луѓе беа фатени на кражба во Битола? Има ли нешто процесуирано? Бројчаникот заврте ли нешто со парите вратени од рек Битола? Не. И кога тоа ќе се случи, господине Битики, има две решенија.
или е првото дека немало криминал, или дека ве купиле за да нема криминал, што е само по себе криминал. И ќе ве потсетам и вас и јавноста. Денеска е септември месец 2022, не е 1 јуни 2017. Имало криминал, па 6 години сте на власт. Да повториме, или немало криминал, измислувате, што не верувам дека измислувате, или имало криминал, ама ве купиле за да нема криминал. И трето надвор од темата, а го спомнавте, и ова до колегите од СДСМ, жал ми е само двајца, се препоставам дека ќе им пренесете на другите колеги, вие што останавте, двајца. Црвените кмери ни кажаа, ќе видите во наредниот период што ќе правиме со фирмите, како ќе помогнеме, на кој начин. Ќе видите. Доаѓаат денеска, викаат, дете ни пари, гласајте, брукајте се пред народот, ништо да не знаете, ама ќе видите у следен период. Тоа е таа вештачка и квази поделба на власта, каде што оној што го бираш ти каде што ќе се случува. Тоа е подценување на функцијата пратеник 20 години назад. Каде што тие што ги бираме ни кажуваат ќе видите за наредните месеци, а од вас бараат да им гласате за пари. Штовани колеги, стоа главите ви се доле и ќутите. Као за се. Сега се вратиме на точката. Почитувани медиуми, почитувана јавност. Господин Битики имаше екстензивна реплика, политичка реплика. Не одговори дали имаме план и разни сценарија за ова енергетска криза. Битики не одговори колку пари ќе не чини нас граѓаните оваа воредна состојба. Колку минимум, колку максимум и кој е реално предвидување. Господинот Битики ни кажа дека немаат ниту едно разработено сценарио за тоа како ќе се помине зимата и дека е купи ден продај влада продолжува и понатаму. Сега да видиме, одиме по неговата контра реплика и тука ќе завршам, бидејќи господине Битики, викате вака, многу психолошки започнавте, викате ковид кризата покажа, така тоа беше прва реченица, дека опозицијата се однесува неразумно. Сега вака ќе ви кажам нешто. Овој муабет може би држеше некаде во март, април, мај пред избори 2020 година, па и до крајот на таа година. Ние зборуваме едно, вие зборувате друго. Оние кои што имаат поголеми симпатии, ако се помалку кон вас викаат, па добро, може би се да сме во право. Јас еднаш од оваа говорница, баш од оваа сала, кажав на неколку луѓе дека тие што ги гласате во владата, во време на ковид крадат и се ратни профитери. Тогаш, господине Битики, два тројца ваши колеги станаа дека треба да се извинам зашто така сум ги нарекол. Сега, господине Битики, да ви кажам, ДКСК, Државна комисија за спречување на корупција, констатираше дека наместо за ковид материјали за 180 милиона коли се купували од држава. Институциите, господине Битики, констатираа дека по 1500 пати поскапи маски се купувале у Тетово од тие што биле на пазарот. Институциите во оваа држава кои што вие ги гласавте во ова собрание, кажаат 13 институции дека се ратни профитери. Вие покрај тоа што представувате клептомани, представувате и ратни профитери. И тоа не ви е кажано од Љупчо Пренџов, не ви е од опозицијата, тоа ви е кажано од институциите на оваа држава, чии што луѓе вие ги гласавте века на ваш предлог во собранието. Ратни профитери. И замислете, уште многу такви институции ќе излезат, бидејќи секаде не е помината и ревизијата и комисијата нема сработено предмети. Така си знаете. Вие сте ратни профитери и со задоволство ќе ви поднесам закон заедно со сите колеги овде од опозицијата за ратно профитерство и тогаш определени ваши колеги ќе имаат сериозни проблеми.
Второ што зборувавте, господине Битики, беше вака. Достоинствен живот дека вие им овозможувате на граѓаните. Господине Битики, јас да сум вице-премиер на влада, во која што има најмалку странски инвестиции на Балканот, јас ќе си давам оставка. Јас да сум вице-премиер за економски прашања во држава, која што има по глава на жител, на дното, по бруто домашен производ, ја ќе си дадам оставка. Ја да сум вице-премиер во влада, во која што судство, обвинителство, организирано го рекетираат приватниот сектор, кој што вие лично треба да го развиете, јас ќе ти давам оставка. И за истото го зборуваме. И јас сакам достоинствен живот. Ама вие многу добро знаете. За вас немало афери дека сте клептоман, ама тие што ги представувате, господине Битики, и вие многу добро знаете во вас дека се голем дел од нив клептомани. Понатаму, зборувате за ЕСМ, за електради на Македонија. Малце го зборував, еве ќе го повторам, 6-та година сте на власт, ништо немате вратено пари у државата. Не е 1 јуни 2017 да ветувате, 6 години сте. 6 години, од кои 5 години апсолутна власт во оваа држава сте. 0 вратени пари, најдени од кражбите во рек Битола се прават 30 години. Сте крадат. Ама немојте да ми кажувате ки има, кога ки има. Зборувавте за правен систем понатаму. Дека владата не можела да биде судија и обвинител. Беше, господине Битики, беше пред вашето влегување во влада, кога вашето место го држеше господинот Ѓушев, премиер на државата беше Зоран Заев, кој што абдицираше и отиде во Струмица. Истиот Зоран Заев како премиер се стави да биде председател за водење на судските и правосудските реформи во оваа држава. Правосудните реформи започна тој да ги води како премиер и беше огромен преседан. И тогаш не е видов како експерт да напишете колумна, дека тоа не е во ред. Ова сега што кажувате е така. Ама идејниот творец на вашата влада, прв беше, он ќе правил судски реформи, знаете што направи? 4 кривични пријави си ги тргна, таа што му беше во обвинителство отидоа, го преквалификува обвинението, го ослободија, 3 што му беа пред истрага си ги тргна и рече, ја ова не можам, имам многу работа со Грција спорот, ај друг сега нека биде. Значи, господине Битики, вистината е немилосрдна. Немилосрдна е. И затоа избега у Струмица. Не дојде на партенички прашања да му поставиме пред да си што мислиме. И вие го знаете тоа дека е така. Ја не сумњам у вашата лична добра волја и компетенции, далеку од тоа. Ама вие немојте да имате hard feelings кога ние ја напаѓаме владата, бидејќи такво ви е друштвото. Понатаму, зборувавте вака. Там, затоа ви реков се снима, пазете што зборувате. Пренџов прашал дали имаат план што ќе прават со малите и средни предпријатија со огромните цени на електрична енергија. Од 5 до 7 пати се покачени. Вие, господин Бити, ми одговоривте дека стопанството има регулиран пазар, дека добива електрична енергија навремено, дека има приватни снабдувачи, дека може да си бираат и дека тоа е тоа. И дека вие како влада, тоа сте доволно што сте направиле. Затоа ви реков, пазите што зборувате се снима. Вие треба да ги штитите тие луѓе. И треба да знаете, господине Битики, дека ако имате 15 вработени, секој сака добар работник, секој сака да му даде повисока плата. Ама ако имате 15 вработени, ако земале преходно 14-15 денари, сега ми качувате на 18, тоа е добро, треба, реално е така. Ама тој работник ги плаќа тие луѓе. Плюс плаќа 5 пати повисока струја. Тој човек му треба помош. Бидејќи, господине Битики, од деноците кои што ги плаќаат тоа стопанство, јас и вие земаме плата. И ние мораме да се грижиме и државата се развива. Сте патништа што ги правиме, брани, помош во земјоделие, субвенции, се пари од тоа стопанство. И тоа стопанство е коренот на општеството. И ако ние седнеме ради политика, ради 3 месеци повеќе на власт, да си го сечеме коренот на кој што седиме, не само вашиот и нивните генерации коренот се сече. Затоа мораме да видиме што правиме и како ќе им помогнеме на тие луѓе. Мене ми е јасно, господине Битики, дека држава има фирми што имаат по 80 милиони евра профит и бараат плюс пари 4 милиона за струја. Го знам тоа, јасно ми е. И тука поддржувам да не се помогне.
Ама на некој што има 2, 3, 5 или 15 вработени, ние мораме, господине битики, да му помогнеме. Мене ми е јасно дека вас ве притискаат дека мора партиски вработени во министерства, во агенции, што ти ја знам каде, дека голем е притисокот на СДСМ, дека се губат изборите, дека се лоши анкетите. Се ми е тоа јасно. Државничко нула во тој дел. Понатаму, кажав ти друга реченица, која што исто така кажав се снима. За домаќинствата имаме 7% само зголемување и дека 80% го субвенционираме. Субвенционирањето било од секогаш, а дали е 7%, господине битики, еве ќе излеземе после ова во клубот на пратениците, ќе испиеме едно кафе и ќе поразговараме барем со 7-8 пратеници да ви кажат дали им е за 30-40% покачена дома електричната енергија или им е за незначителни 7%. Кај мене дома е качено за повеќе од 40%. И не го зборам ова, ви го кажувам дека е така. Разговарајте, ќе видите дека е така. На крај зборувавте за вишокот на електрична енергија. Вишокот не може да ги релативизирате, работите. Ние правиме вишоци, па имаме две опции: да го продаеме, земеме пари, и втората опција ни е да го пуштиме така. Ние не викаме зашто го продавате, господине битики. Ние не викаме дека треба да го пуштите така. Ние не викаме дека го продавате за поскапа од тоа што е произволната цена. Ние прашуваме дали, господине битики, тие 369 евра може да бидат 569 евра. Не ги вулгаризирате работите. Не може све една компанија да купува од Македонија. Знаете што вика, господине битики, американскиот ВОК од февруар месец? Дај сте го прочитале што вика. Сериозен рекет на странските инвестиции. И тој ќе ви го дам канцеларија ми. Така што, кога зборуваме следен пат за ова, доколку не добиеме во собранието податоци, сценарија, планови, бројки и одговори за да се гласа оваа кризна состојба, јас лично ќе гласам против. Благодарам.